od moj jagol. Mislim, znači postojam. Кога е во прашање исполнување на некоја сопствена замисла, се почесто не постои ништо што е посебно свето. Доколку не се знае да се спроведе сопствената желба систематски, лошо е да се руши се околу себе и пред себе. Другите нема да сакаат да ви се најдат попатно, а така се останува не само без пријатели, туку и без соработници. Може би по некој сончоглед ќе ве подржи во некој дел, но сепак еден спрема многуте само е капка во морето. Единствена работа која овде заслужува внимание, да се признае и да не се сокрива егоизмот, кога станува збор за искреноста. Од друга страна, несигурноста е нешто што може многу да чини кога е околината во прашање. Зошто? Затоа што, почитувани, едни ќе ве подржат, други ќе ве одбијат и тука нема причина да се биде вовлечен во тесна дупка и некоја местенка. Значи ли ова обесхрабрување и просто незадоволство? Кога на другите им се дава предност и постои одрекување од сопствените желби и замисли, тоа секако не се прави поради задоволство и обично тога се чувствува само некоја голема тага. Дали е навистина неморално да се оствари сопствениот сон, кога се гледа наоколу како другите ги реализираат своите на некој свој начин? Секако дека ова не е најсоодветното размислување, но се појавува повремено кај секого од нас. Земено во целина, неизбежна последица е најчесто зависта насочена кон оние кои се задоволни со себе. Тоа е погрешно, но секако присутно во ова наше современо секојдневие. Едноставно, треба да се исклучат тие кои газат преку се, за да ги постигнат своите цели, не ценејќи ставови, не ценејќи пријателство, дружење, и да се погледне кон позитивните, што едноставно самостојно одмерено ја остваруваат среќата и имаат обзир кон другите. Се оди кон тоа што се посакува и при тоа не треба да се крие задоволството од постигнатото и оствареното. Во ниеден случај не треба да се оди мрзоволно ни животот и без идеја. На секој пат постоеле и постојат препреки, но и тие проаѓаат и се продолжува понатаму во една вистинска, правилна насока. Важно е да не се биде премногу алчен во светот на богатството. Треба и на другите да им се допушти да дојдат до израз. Тоа е човечкото, барем така би требало да биде. А дали е така? Прашањето за парите и материјалното богатство може да се стави во позиција на оние кои најмногу водат сметка за материјалното и од друга страна на оние што мислат дека парите се најважната работа на светот, независно колку современото општество ги разуверува во тоа. Можно е парите да го вртат светот, да, но е неизвестно дали со парите може се да се купи, па во последно време и љубовта велат. Прашање е само зашто сте се подготвени поради пари, поточно дали во вашиот живот господари готовината или пак вие господарите со неа. Сосема е нормално да се смета дека богатството е фасцинантна работа. Во овој денешен свет, кредитна картичка и богата банковна сметка може да обезбедат чуда. На крајот на краиштата, парите се навистина двигател на многу акции, символ на успех, средство за изградба на најдобар живот. Оттука не треба да се двоуми со паричните вложувања кои носат сигурен профит, а нема потреба ниту двоумење кога треба да се инвестира во одредени проекти за кои постои надеж дека ќе донесат големи суми пари, поголеми од постојните.
Но, треба да се има на ум и тоа дека парите не се секогаш предуслов за среќа. Да, материјалното богатство треба да се почитува како што еколозите ја почитуваат озонската обвивка. Иако парите се потребни, се нема ништо против милионери, убава куќа, радост со скапи подароци. Сепак, се тоа е можно ако се знае дека богатството не се стекнало и стекнува преку ноќ и е неопходно вложување на голем труд за да се дојде до него чесно и заслужено секако. После кажаново, повторно сме тука некаде со прашањето кое и понатаму останува едноставно недопрено. Колкаво значење им се придава на парите и материјалното богатство денеска воопшто? Страшно е, почитувани, колку луѓето сакаат да бидат нешто друго, нешто сосема различно од тоа што се всушност во реалноста. Едноставно, сакаат со паметот и својата фантазија да навлезат во светот на познатите, на видните, на богатите, како да им е тесна нивната собствена кожа. На овој начин си фантазираат и така си пливаат низ животот. Може би од една страна ова е и добро и го докажува она познато дека човекот всушност е едно големо дете. Но, дали е потребно да се мешаме во животот на другите и да се пласираат непроверени информации? Очигледно тоа на многумина не им е многу важно, па тие, да ги наречам жолти информации, лажни информации, се пласираат во јавноста, не водејќи при тоа сметка дека некого повредуваат, навредуваат. Темите за затвори, за дрога и оружје, за различни убиства се насекаде околу нас. Барање правда ги има и на порталите, и на телевизиите, и каде ли уште не. Не бомбардираат со вакви информации. Сето тоа доведува до стресови и на еден начин и определени манипулации со јавноста. Додека нешто не се докаже, не е така. И тоа треба да биде така, но за жал, другиве работи одат во недоглед, по некој свој нередослед. Размислувајќи на овој начин, изгледа дека се повеќе се навлегува во зоната на самракот. Душевна храна на денот, на деновиве што доаѓаат, се теми за споменатите нешта со кои одредени ликови се поистоветуваат и едноставно лошо делуваат на народот и околината. Од друга страна пак, ако се размисли, кога би немале вакви информации, животот на еден начин би бил досаден, монотон и би настанал некој хаос во кој многумина од оние што бараат само нешто негативно, што се мешаат во туѓи животи, не би се снашле на овој начин, а тоа секако не им одговара за да дојдат до слава, до богатство, до популарност, како кој милува. Во ова време во кое живееме, тоа по се судејќи е на првото место за сега и овде не важат никакви закони од ден во ден. Конечно, би требало да се воведе некој ред во оваа сфера и да не се пласира непроверено се и се што. На тоа и се работи, слушаме постојано од сите страни и да се надеваме еден ден дека конечно ќе се добијат колку толку позитивни резултати. Време е да се свестиме и да дозволиме вистината да избие и да го заземе своето место на својот вистински престол. И после се, почитувани, насмевнете се со многу добрина и малку горчина, и простете му на животот и тие околу вас што не се совршени, сепак се луѓе. Од мој јагол.
Mislim znači postojam.